Почитувани сограѓани, не е далеку, ниту заборавено времето пред 11 декември, кога СДС од една страна најавуваше двојазичност на цела територија на Република Македонија, дури албански јазик и во музичките училишта, и тоа отокму од нашиот град, за потоа да даде збор и писмено ветување на председателот на државата дека ќе ги зачува државните интереси на Македонија. Но лагата е синоним за СДС и веќе започнаа со реализација на проектот во ведување на двојазичност на територијата на цела Македонија, двојазичност на Прилеп. Господа од СДС, сакате да направите феномен од нашата Македонија со вашата филозофија на водење државна политика? Сакате да научите виша математика дека 20% е поголемо од 80%? Само не заборавајте дека тие 80% не се само процент во бројка. Тоа е народ. Тоа се луѓе кои што си ја сакаат татковината, луѓе кои не сакаат нити да им ја делите, нити да им ја менувате уставноста и уредувањето на истата. Мора да повторуваме и да потенцираме секој пат кога ќе ги спомените јазиците, дека на цела територија на Република Македонија, како и во меѓународните односи, според Уставот на Република Македонија, како и според Охридскиот рамковен договор, е официјален само и единствено македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, што произлегува од унитарното уредување на државата, а другите јазици можат да бидат само во службена употреба во законски предвидените случаеви. Но со новиот закон за јазици, сето ова вие го бришите. Тука се поставува прашањето: со кое лице представникот од Прилеп во владата на Заев ќе се појави пред прилепчани и како нас, на неговите сограѓани, ќе ни објасни зошто го дал својот глас на седница на влада за воведување на двојазичност во Македонија, својот глас за Прилеп да стане двојазичен. Предвидуваат двојазичност во сите државни институции, јавни установи и така натаму, што значи секаде ќе треба да има преведувачи на албански јазик, а во спротивно предвидуваат високи казни и глоби од по 4.000 и 5.000 евра. Ваквата ваша политика не е државна, не е македонска и воопшто не е во интерес на зачувување на државните и националните интереси. Како нелегитимна, нелегална влада, предлагате и неуставни закони, кои со своите содржини го кршат Уставот на Република Македонија и додавате измени кои воопшто не се предвидени со Охридскиот рамковен договор. Почитувани пријатели и наши сограѓани, за кратко време ја увидовте штетата од политиката на СДС, која не е ништо друго, освен популизам, кој е добар за уво, но лош за сите нас. Вистинското прашање е: дали сега можете да направите паралела? Кој и како ја бранеше Македонија и ги штитеше незините интереси во целост во период од 12 години и како се распродава се и раскичмува за само 70 дена? Фактите говорат, приказните продаваат. Има разлика.